Меѓу Шар планина и планината Жеден во богатото Полошко поле, покрај тетово Јанчиште. Но, во секое село, вели народната, мора да има два тројца поинакви. Разбирате де? Така и во Јанчиште. Имаше еден, само еден. Ама зошто и еден да е, ни велат во Јанчиште. Еден да ги посрамоти сите. Не сме такви. И не сте јанчиштани, бидете горди на своето село. Јанчиште е убаво, средно големо село во Пологот, со добри домакини, работливи луѓе и земјоделци. Па тука, ни вели Звонко, нема сиромашни. Па не се иселува сега последно време, например. Гледаме, активно е, се работи, се множи, како да кажам. Па радува. Се имаме уште помалку некој старо вечерше, да го жениме и тоа. И да биде работа. Затоа што конкретно, еве ја можам за мене да кажам, дека сум работел во Скопје, сум учил школа во Скопје, сум се вратил во село. Затоа што татко ми оставил доста имот и од кој екзистирам од тоа. Моје царство тоа е, сидам кога сакам да работам, кога сакам не работам. Живеам, екзистирам од тоа. Нема сиромав човек тука. И нема. А Звонко е наш стар познајник од Скопското зелено пазарче. Последниве месеци го нема, ама нема ниту руба или роба, како што велат пазарджиите. Роба, руба, стока, сеедно. Му завршија и компирите, и пченката шекерац, а јаболката лани ни за лек. Ја изеде мразот. Кај се видело, вели Звонко, уште и да купуваме јаболки. Ама тоа е. Кога сме веќе кај овошките, тука е Дуле. Добар и вреден земјоделец, а на времето уште подобар фудбалер. Легенда на љуботен. Времиња. Фала, да се живи и здрави. Јаболка се крои, има крушки. Да не е рано? Не. Времето е потопло и мора порано да се искроат. Ако фата мразови, да ни е Господ на помош. По твое нема. По моје ќе има. Снег. Горе на планина, овде е потопло и јаболката побрзо ќе созрее. Штом се разведи, слана, паѓа и исто ќе биде како прошла година. Па лошо ќе биде. Од искуство. Јас имам исто воќнак и на поле тамо. Јаболка. Колку дрвки? Имам 300. Јаболка? Да. Све. Јонагол, ајдарет, белорозе, делишес, златен. Значи мора порано да се крои да се постигне. Па сега зависи. Ние у село кога смо слободни. Не ни е само ова обавеза, например. А што имаш друго? Па стока чувамо. Свиње, крава, 2 крави имам. Млекото пред врата. Ние земаат. Значи нема проблем за пласман. За пласман нема проблем и благодатни смо. Едино овие крај уште кравете да не ни самие смо готови. Од јаболката нема? Абе, нема многу, ама нешто ќе падне. Некој грош. Некој грош ќе падне. Кој ќе дојде за откуп, 10 динара. А најмало 8 пута мора да се испрска, најмало. До 18. 18 надоле ги прскава. Затоа јадеме отровни јаболки. Кога сме кај фудбалот,
Во Јанчиште се одржува еден од најголемите фудбалски турнири во мал фудбал во овие краишта. Прво скромно, па повеќе и повеќе. Сега е веќе меморијален, во чест на еден од основачите на турнирот, прерано починатиот Нивен Бобе. Јанчиште, освен по вашието, е препознатливо и по турнирот. Го имаме еден од најдобрите турнири во Македонија. Значи, Бобе јуниор турнирот е 2011 е почнат како традиционален, после 2012 прераснува у меморијален по смртта на нашиот другар Бобе. Имаме голема поддршка од населението за турнирот и од сите граѓани. Кој доаѓа? Па доаѓаат, има екипи од Скопје, од Гостивар, од целата општина Јагуновце. Има многу екипи, просек 30 екипи има. Турнирот трае 2 до 3 недели. А зошто Бобе јуниор се нарекува? Па Бобе јуниор се нарекува заради тоа што Бобе е организаторот на турнирот. Првиот? Да. И ден денеска се одржува во чест на него. Што донесува освен фудбал турнирот? Па освен фудбал турнирот донесува, значи се ствараат нови пријателства, станува другарства, запознавање пријатели и така. Младиве, а? Да. Тие контакти се одржуваат понатаму? Да, има контакти. Значи турнирот секоја година е во мај и еве, значи се ближи више мај. Дури има се јавуваат, веќе и прашуваат на кој датум ќе биде. Од каде се? Па има екипи од Гостивар, како што кажав, од Скопје доаѓаат, Тетово има доста екипи и околните села тука. Од подалеку? До сега од подалеку немало. Се надеваме годинава може ќе има. Ако ги викнете? Да, така е. Па се надевам ќе поканиме некои екипи. Би било добро да дојдат и надвор од државата некоја екипа да присуствува. Како во Миравци, таму доаѓаат од Бугарија. Па тоа е добар предлог. Би можеле и ние годинава да поканиме да дојдат. Инаку, еден од најубавите терени за мал фудбал е токму тука, во Јанчиште, до самото основно училиште, до 4-то оделение. И теренот е секогаш полн со деца. А која е личната карта на Јанчиште? Што има, што нема, што треба да има, како е да се живее тука? И пак Звонко, зашто малку во селово ке речат, абе Звонко знае, прашајте го Звонко. Па и за црквата. Па ја, како дете памтам порано уште, не беше баш ваква како што е сега. Абе ја од старите што сум слушал, повише од 5-6 века, 7 века, тука имало население христијанско. Црквата ни се вика Свети Теодор Тирон. Што слави се? Па Тодорица, тоа така го викаат сега во Скопје, пошто јас сум бил малку таму, малце тука. Иначе ние викаме Тодорија, по-нашки тоа, по-селски. Па се случува првата недела, например, од великденските пости, кои почитуваат тоа постот, идат на причешња, баш у нашето село. Пошто паѓа првата недела од великденските пости. И тогаш се собира народ од по-широкија околија вака, например, од другите села што се. Кој, мислим, сака може да се причести. Кој уствари заслужил да се причести. Па најстари фамилии, мислиш, или па има од чадиини се први во селото, што се има и книга пишува, ама од кога тоа не можам да кажам точно, затоа што после има од Чукалови тие што се, па има доста фамилии, конкретно нашата фамилија, например, има котлинска фамилија, Јажинкови има доселени, зашто нашево село има и доселени од околината на Призрен, сегашно Косово. Па за инфраструктура нема коментари, има може едино село со 2 водоводишта. И нема место у Јанчиште кај што човек може да згазне да испрља кондори.
проблем едино отпадни води. Мала се проблеме со тоа, ама целото со отпадните води ми е и немаме така, секоја фамилија има јама, не загадува ништо. А сега има, добро е да се направи и у план е сега, новиот градоначалник обеќава дека овие села Јанчиште и Подбреѓе, пошто ние сме така врзани со инфраструктурата. Кога се прави у Јанчиште, се прави и у Подбреѓе. Така и водоводот е исто заеднички. Ба ја мислам. Беше Звонко во Скопје и се врати во своето Јанчиште, да биде земјоделец, свој на своето, и не се покаа. А Јанчиште и овој крај не се само за грав, тиква и јаболка. Се повеќе јуриша кралицата на овошјето, малината. Овој крај е добро поднебје. Веќе има и капацитети за производство на расад, на малини, откуп на малини, полека, ама сигурно. Фирмата се вика Лака Разбери. Што значи? Ние произведуваме малина. Сега моментално само со малина. Имате своји плантажи? Имаме своји плантажи, нешто имаме дел тука, имаме и на друго место, околу 11.000 квадрати имаме, само ние. Ваше производство? Наше производство, а има и други кооперанти. Негде околу 6 хектари оваа година ќе имаме на род, што ќе бидат. Од кооперанти? Кооперантите, да. Има интерес да садат? Па има интерес за садење, има. Не е лош, добро е. Луѓето се ориентираат повише на овоштарство и земјоделието го запоставуваат више. Јаболката знаеме дека е ваш бренд, а малината станува мода, а и профит. Па, малината, ние сме први во Македонија што сме ги увезеле и сме почнале со малината, со производство. И така да е, ова е ново во Македонија. Она не сака многу ниска надморска висина, сака повисока надморска висина. Така да, ова е идеално. Негде од 400 метри надморска висина па нагоре, до 800. Е идеална за нив. Така да нашиот район е одличен за ова. Задоволни се луѓето, кооперантите од цената? Па, цената негдека се движи околу 90 денари по кило. Евро и пол? Евро и пол. Не е многу? Многу? Не е многу. Во Србија колку добро. купува? Во Србија оваа година беше малку послаба. Околу евро беше. Ама ние сме нашли подобар пласман, да. Имаме пласман, така да цената на кооперантите годинава беше платена по 90 денари. Каде па? Пласман моментално сме нашли овде, низ Македонија. По маркети нешто имаме сега за Турска и така. За извоз. Ќе се множат производители? Па ние се надеваме, нас ни треба малина, што повеќе. Зошто со мала количина не можеш и на пазар да излезеш како што треба. Садници сами произведувате? Да, имаме садници наши, исто сме регистрирани со сертификат, се ние како што треба. Каде го учевте занатот за садници? Занатот 2 години го учиме низ Србија, одиме кај нив и расадот ни од тамо донесен, првиот расад, матичен. Сега имаме нас матичен расад и така, и уште учиме по нешто. Ученикот треба да го надрасне учителот. Така е. Ние сме задоволни. Нас ни пуштило на 1000 квадрати 2 тона и 200. 2,5 евра за килограм? Па кај го има тоа? Кое овошје се продавало по таа цена? Абе напред Јанчиштани. Вие со право сте Јанчиште, мажиште, а не некое Јанче мало, стиснато и сплашено. Вие сте горди Јанчиштани. Ајде, довидување од некое друго убаво село во Македонија.